Почитувани ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Имав друга идеја за вчерашната емисија во односна тема, но со оглед на тоа дека ептен само што беа започнале кампањите во Македонија за локалните избори, па тој ден, ако не е дента, нема кој друг ден, еден е прв ден почеток. Но затоа оставив за денеска да искоментираме една тема која што за вчера ја планирав. И добро е што ја оставивме за денеска, затоа што веќе и со се реакциите кои што ги направија и аналитичари, и политичари, и експерти и слично, токму по однос на тоа сакам и со вас да поразговарам на 02 60 91 924 или 925, а тоа е темата поврзана со обраќањата кои ги има поранешните председатели Ѓорѓе Иванов и Бранко Црвенковски во однос на состојбата на државата, односно упатија многу суптилни, а некаде и дури во одредени моменти директни критики кон она што се нарекува денешна состојба во Македонија. И по однос на нивните обраќања во Македонската академија на науките и уметностите, каде што имаше и обраќања на представници од луѓе кои што работеле заедно и со другите двајца председатели кои што се починати, Борис Трајковски и Киро Глигоров, овој пат баш Црвенковски и Иванов, стоејки на говорница, а до нив седејки веднаш актуелниот председател Стево Пендаровски, изразија своји согледувања во однос на актуелната власт. Поранешните председатели Иванов и Црвенковски со критики до актуелната власт, секој на свој начин, секој преку своето видување. Токму на овие два телефонски броја, но и преку пораки на фан страницата на Facebook Очи во очи, можете да го кажете вашето мислење и она што мене ме интересира е токму тоа што вие го мислите за нивните обраќања. Бидејќи имавме доволно време од вчера и денеска да ги слушнеме и оние кои што беа дадени како коментари, анализи, согледувања и критики кон нивните обраќања. Доколку имаме некој на линија, веднаш би одел со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав до Телевизија и до Телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Вчерашното обраќање на председателот Бранко Црвенковски и Ѓорѓе Иванов и воедно и на Стево Пендаровски, искрено да ви кажам, ние како граѓани на Република Северна Македонија сме изненадени од господинот Бранко Црвенковски. Затоа што Бранко Црвенковски многу несоодветно настапи во својата држава. Тој кажа дека ништо не е направено во Република Северна Македонија. Дека Македонија пропаѓа. Дека Преспанскиот договор, Бугарскиот договор не представува за нас ништо. Али искрено ти кажам, ние и членовите на СДСМ сме разочарани од човекот кој е формирач на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Срамно е за него. Тој изгледа забораве 2013 година, кога заминуваш од партијата, дека никој не го избрка. Ова што го направи, уочи изборите, локални, тоа нека му служи на честа како основач на партијата СДСМ. Ние како членови на партијата остануваме доследни на идеологијата и програмските определени на Социјалдемократскиот сојуз и никош нема да се предадиме она што е левичарска партија да ја спроведуваме и понатаму. Затоа што, без разлика, Зоран Заев со неговата умешност на некој начин направи големи напори со Ципрас да ја пикни Македонија во НАТО. Еве сега се преговара за европска земјица, а за него тоа ништо не значи. Искам да ви кажам, јас се надев од тој човек, јас сум се колнел од тој човек, али гледаме дека тој човек само на некој начин глумел, симулирал, не е тој правиот социјалдемократ Бранко Црвенковски. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ниту НАТО ќе го брани, ниту Европа ќе го рани. Знаете таа поговорка. Значи, го подржавам во целост Бранко Црвенковски. Нови влезе сега ногат, како да ви кажам, ставија двете нози во една ногавица и влегува. Не може да излезе сега. Од кеош сокат. И се изгуби во просторот и сега малку е тешко кога некој ќе ги демантира од друга страна. Се што беше од Бранко Црвенковски реално беше кажано. И не може тој тука да го тоа порече дека не е така. Доста членови од СДСМ се разочарани.
Тоа може да се увиде, да се преиспита и да не го направи Бранко Црвенковски, пошто Бранко Црвенковски за него не знам што да ви кажам. Значи, разликата од тука до Америка и назад. Значи, немаше повеќе околу таа тема да се збори. Се што кажа, значи, председателите постари се беа во право на еден начин. Поточно Бранко Црвенковски, како што кажа, дека еден ден се ќе се згусти, се ќе излезе на виделина, нема да знаат кој каде да фати. И за рамковниот договор, и за преспански договор, и за бугарски, и за се, значи, на куп комплети и кажа на некои луѓе што не можат да го сватат тоа се уште. И уште ми изиграват некои си тука ратоборци. Затоа ти ги запослили на некој убаво место, внуци запослили, ред други работи и сега тие го поддржаваат заед. Абе не иде тоа така, бе. Во водата дупка не прават само, друго ништо. Толку имам да кажам, Огнен, биди ми поздравен. Благодарам, ве поздравувам, убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, Добар ден, повелете. Па, за оваа тема што да се речи? Едноставно, на некој кој ќе му помени рок на трајање, едноставно му поминал рокот. А последиците, ако некој го користи тоа нештото од рокот што е поминато, последиците ќе ги сноси сам. И затоа, значи, тој што му, на тоа што му споминато рокот, му поминал рокот. И денес се прочитав дека тоа што се случувало во Ману, ветар и магла било. Не требало да се случи. Не знам кој ги собрал таму, или самите се собрале да кажат нешто, кога тие биле на власт, не допринесе ништо подобро да биде за сегашниве да може да владеа. Значи самите тие, Хиванов беше лично кај мене во дворот за пожарите, кога беа едно време, и што не ми обеќа, што не ми рече, со градоначалникот заедно, поранешните градоначалници што се по притвори, затвори таму со кривични пријави сега, што не ми обеќа? Пред сите медиуми, ги чувам снимките. И сега дојде после откако замина мандатот му помина и сега ќе кажува вака било, така било. Па беше вечераче на власти. Што не направиш, не превзеде нешто тогаш. А сега ќе критикуваш од кој помина. Или кој ќе замениш некаде. Не е тоа. Ви благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав од Битола. Благодарам, поздрав до Битола, повелете. Благодарам. Абе, ние треба да си ги отвориме очите на вистина двете четири. Затоа што денешното раководство, она е кои функционери во наводници, која ја водат државата, која го водат народот, во ќорсокаци, по чикмаци. Значи, како некој ми личи, ова влада ми личи, како да речам, како некој пијан. Кад се затетерува, де лево, де десно, никако правето да го пронајде, никако да излези на прав пат. Секој дневно се сочуваме со скандали од нивна страна. Сега, ако зборуваме кој како обеќавал и што му обеќал на народот, па овие од 199, значи осто, ништо не направио до на што го обеќаваја. Да се разбериме. Имам мислам, сите гледачи кои се јавуваат и кај вас во ТВ24, Канал 5 и било каде. Мислам ТВ Алфа и... Значи, се јавува затоа што си ја сакат државата, си го сакат народот. Сака се да биде во ред. Меѓутоа, овие сега што се на власт, по моје мислење, значи, по моја, значи, подсвесност и свесност, и иако сум во пензија се сега, 50 години сум бил професионален новинар. И колку толку имам познавање. Овие луѓе ми личат како надавеници од СДСМ и кои за сламка се фаќат да се спасат. Добро. Одиме следен на линија, добар ден. Добар ден, господин Огнен. Да, повелете, ве До слушам. вас и до вашата емисија. Ако Повелете. случајно нешто сгрешам, слободно или исклучете ме или поправете ме. Ајде, повелете.
Види вака, јас мислам дека што рече вчера господинот Ѓорѓе Иванов и Бранко Црвенковски, мислам дека истото мислење ги имаше Пендаровски. Така мислам јас. Само ти што не смее да каже дека сега ништо на власт е. И да збориме сега најискрено, а истото мислење го има и Пендаровски. Значи, што сега на луѓето не ми јасно кога се така е. Значи, подпишаа договор што не треба се подпише со Грчка, ајде за Северна Македонија, што добиваме од тоа и ништо. Влегоме во Европска унија, не. НАТО влегоме само да заради што е за војнова се, како сега се поводи полигонно се. Друго, кога ќе влеземе во Европска унија? Сега Бугарите треба, значи, сега ми им дадеме на Бугарите, па да влеземе во Европска унија. И што после, значи, зошто ќе идеме во Европска унија кога не сум македонец? Како ќе идеме во Европска унија? И сега гледам, сега нека извини првиот господин што беше на времето ми беше колега, јас лично сум бил во МОВР, началник скоро сега сум 6 години во пензија. Нема што да бараме и Северна Македонија, ке знае господин, Северна Македонија ти е географска одредница, а за надвор се употреба ти е Северна Македонија. Не се збориме се најсилно. Тоа си е негова работа, господине, ве молам да го почитуваме изборот. Извини. Значи, не сега нешто да наврдам. Добре. Речего и друго ми беше мојабето. Дали може нешто само ти да ве прашам, ако може, добро, не може здраво. Ајде. Това темата е. За пописот без митрацира, никако не може да добијам, речега, нити што беше тој човек за попис, не може да го добијам сега на телефон и кај да се обртам, не знам. Оставете го гледачот. А сакате да се попишете? Да. Во општината треба да појдете, сега, значи, до крајот, фактички до 30-ти, може да се попишуваат луѓето во општината. Од која општина сте? Под Газибава. Од кој? Газибава. Од Газибава. Ќе проверам да видам дали има детална информација точно каде, па ќе ви ја прочитам во емисијата што ми ја најдам. Хвала ви многу, пријатно бавден. Ништо пријатно. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Па јас, гледајќи ги нивните излагања и кога би можела директно ги питала, што направија тие во нивно време за овој народ. Многу добро слушавме и двајцата како се обогатија, како го плячкаа народот, како ги постошија фирмите и така натаму. Значи, овие сега што се на власт, треба да знаат они дека сето тоа го наследија од нив и работат по нивни терк. Доколку во нивно време имало поставено држава со државно уредување, со здрави темели, со здрави институции и кои што закони ќе функционират, сигурно нашата држава ќе беше некаде меѓу првите, да кажеме, Хрватска и Словенија за влез во Европската унија од поранешните Југославии. Фактички пустешот го наследија од нив. Овој до 8 години, другиот председател е долго време како премиер, трагите од нив се уште многу големи. А овие пак мислат дека така треба и тие се продолжи и затоа младите ќе се иселуваат, народот ќе живее на кредити, ќе не задолжуваат колку што можат и ќе имаме една рака луѓе на богати и се повеќе сиромашни, а кој што може да се снајде, ќе се замени така да ќе останеме само пензионери, народ кој што не е продуктивен, не е вклучен во производството. Има и убаво попладне. Благодарам и јас вам ви посакувам убаво попладне. За гледачот од Газибава кој пред малку се јави во однос на информација за каде да се попише, еве ја најдов официјалното соопштение од општината. Вели, тие кои сакаат да се попишат, а не можеле претходно од различни причини, треба да го сторат тоа во просториите на општината. Веројатно знаете каде ви општината, улица Архимедова број 2, во големата сала во барака број 8. Значи, голема сала во барака број 8 до 30 септември, секој ден од 8 до 20 часот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ајде, кој ме слушате? Еве сум јас. Ало, се слушаме? Да, се слушаме, господине, во програма сте, повелете. Така. Кај ова, од председателиве бившиве, Црвенковски и Иванов, ево дека го се гледа на телевизија, ми асоцира многу на еден друг случај и сега од едната политичка опција, например, зборува против Црвенковски,
затоа што Тројковски го заврти грбо на некој начин. Сега и Иванов, да речеме. Сега многу ми асоцира на, речеме, на Лјупчо Ѓорѓиевски, што беше председател од ВМРО, кој рече дека ќе одиме во Солун, ќе го освојуваме, па после не се заврши со таа работа ништо. Меѓутоа, потоа од другите избори и сите ука-бука по Лјупчо. И Лјупчо едноставно сега непожелен човек во ВМРО. Како што сега што иди ситуација, така и Бранко Црвенковски ќе биде на истиот принцип во аут. Значи нема да биде ние народно, например, се крста и во Иванов, и во Црвенковски, сега тие пибличи такви сончогледи излегоја, нормално е тоа. Како што замина Лјупчо непожелна личност, така ќе биде непожелен сега и Црвенковски. И таа е сета приказка. Поздрав се него. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете добар ден. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Да, добар ден, повелете. Може, добро е. Дека најднаш ми уклучи, затоа ја некој не успеа да доби, па мене ми уклучи. Повелете. Да. Па вака за Црвенковски немам позитивен збор да кажам. Го знам кој беше, значи и што правеше со ово државище што го дотера да биде бедотија од држава. Од него почна тоа црвосаното јаболко да се јаде и до ден денешен уште тоа скапано мувлосано јаболко го јадеме. Он е првиот што Македонија ја стави заложник на западните сили и заложник финансиски у секој поглед. Значи, со таа приватизација што ја правеше со благослов на Западот, и тоа огромен благослов, затоа што знам дека и сите други југословенски републики има налог да приватизираат све што може да се приватизира, али приватизацијата беше толку страшна што имаше многу луѓе, памтам неколку души од Дема Охрид само колку се обесија, имаше неколку луѓе што се фрлаа под возови таму и било што муабети. Имаше среќа што немаше некој друг Црвенковски тогаш да го тепа по уши, за да не го прави тоа што го правеше, а сега он ќе учи неколку како да се прави. Јас да овој сегашниот него оправдува миш премиер, нити председател. За Иванов не можам толку да кажам, бидејќи знаеш самиот израз додека беше шарената револуција кој се користеше. Така да многу немам што да кажам, он си беше едно марионетче кој што си се движеше тука низ држава и ништо повеќе од тоа и знаеш едно растенијано да не го спомнуваме. Бранко е најкрив за све. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Да го дигнеме нивово на емисија. Ајде, повелете. Темата ви е прекрасно поставена и многу културна. Така. Па не мора многу да обесуеме, прочитајте го Владо Малевски, тој е мој стар другар, помлад е од мене, или Ерол Зал, денесни коментари. Па видите, па како е можно таа Македонска академија не е ману се, кој знае што е, да организира таква работа. И да овие да истрадат такви политички глупости. И да ги плаши народ со пукнати балони. Оне за другиот не разговарат, тој Иванов. Нема муабет тука, ба тоа е малце да знаете од науката и ви стане јасно што е проблемот. И одлично овие двајца му напиша, има уште некој, ќе му напиша на Фејсбук, такво понашање на председател бивши, кој е водел оваа држава. Плюс господинот Бранко, кој лично се знае он кај сме се најде и од кај сме се најде, дека не е. Таласа оде во Македонија секоја бил и премиер и председател. Така, се замисли во него време што е направено од Македонија од сите тие негативни работи. Нека каже, ја направи во тоа време тоа и тоа. Never mind. Не е битно. Сега поентата ми е следна. За ово Ивано е се дискутира. Идејата ми е следна. Дека мора да се научат
високите функционери за време на мојот тито, јас ти кажем, јас сум бил словенски ректорен, амо заврши школа и Париж ме прати и така натаму, после демонстрациите. Не смееше Ранко, не смееше Јоманка да каже. А бивши председатели да ми кажуваат сега како требало, а биде 8 години на власт. Па кај го има тоа? Нека се научат, само Трамп направи глупост, другите... Да, истеше времето, благодарам за јавувањето. Дејан С ни пишува на Фейсбук и вели: здраво Огнен, Бранко им ја плесна вистината во лице и конечно можам да кажам му дојде паметот. Секој што си ја признава грешката, пола му се простува. Се запалија комуњарите, полека бе луѓе, оладете, поздрав. Поздрав и за вас, Дејан. Во однос на пораката која што ни ја праќа пак Дејан Т. Вели: поздрав Огнен, срамно обраќање на Црвенковски, човек што во неговата кариера нема повлечено ни еден храбар потек. Црвенковски има за цел малку да го раздрма СДСМ. Не може да се помири со фактот дека не е дел од секојдневното случување во политика во моментално работи против Заев, завршува Дејан Т. Додека пак Сашо С пишува и вели: каде ќе му оди душата еден ден на Црвенковски, колку голема е одговорноста на Бранко за аболицијата на Заев. Слично беше и кога го наместија Груевски, Бранко и Љупчо да биде председател на ВМРО ДПМНЕ со надеж дека еве ова малото ќе го реши проблемот со името со грците, а ние ќе се бидеме чисти. Ама Груевски испадна најголем македонец, сите ги закопа. Се најде Муртинес кој за слава и пари ги намести коцките што ги бараше Европа и Америка за народот, а бе кој народ, посебно македонски, збогум народе македонски, завршува Сашо С. Но дека пак Лидија га ни пишува и вели: патуваат двајца непознати во воз, случајно седнати еден спроти друг. Едниот демек дотеран, спастрен, а другиот пијан. Кочи возот, пијаниот повраќа директ во скутот на патников. Овој се развикува, наравно и очаен, накрај му вели како не ти е срам. А пијаницава му вели: мене да ми е срам, па погледни се каков си. И ја читам темава и одма на вицов ми текна. Ама тоа истото стално ми текнува кога слушам како се однесува ВМРО како опозиција, завршува Лидија Га. Поздрав до сите што ни пративте до сега пораки. Добар ден! Добар ден, Огнен. Повелете, ве слушам. Ова што го направи Бранко, мислам дека е 5 до 12. А многу подобро ќе беше да го направише пред да почнеме со преговорите со бугарите. Она што направивме договорот со Грциве на Преспанско езеро и самите се сведоци дека Преспанско езеро од жал ќе ни пресуши. Не знам, овој договор, по моје мислење, овој договор со бугариве е веќе потпишан, само глумиме, кобајаѓи треба се нешто да се договараме, така да си дое се на своје место. А еден ден ќе испадне на виделина. Јас сум за СДСМ да остане на власт, затоа што без нив, без афери, животот ќе ни биде досаден. Знаете како е, секој ден по некоја афера, меѓутоа овој народ тоа си го гледа како занимација, а не гледа дека се повеќе и повеќе гази во сиромашија. Не знам и тоа што чека народов, зашто не излезе, да излеземе сите пред собрание таму после изборите и да се престане со тие кредити затоа што, како што кажа, синаќе ќе умираме на раци. Генерации и генерации ќе го отплаќаат тој кредит. А уште повеќе ќе биде потешко ако ја достигнеме она ситуација што беше во Грчка кога луѓето беа заглавени со кредити. Огнен, биди поздравен. Благодарам за поздравот, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Поздрав до вас, Огнен. Благодарам, поздрав. Видите, во врска со Ајде. председателите, што е лоша работата, кај на вистина е лоша. Меѓутоа, говорот на Бранка мене ми изгледаше како исповед пред поп. Како грижа на совест мене ми изгледаше. Па имаше таму, имаше од црквата луѓе присутни. И да не спомнувам и таа банка. Меѓутоа,
тој заедно со Ѓорđe, друг Ѓорđe, си најдоа најмал заеднички содржател за една единствена работа. Да во Македонија продолжат со спроведување на јужно-бановинската матрица и да произведуваат просрпски македонци. За разлика од дедовците на Бранка кои се изјаснуваат за бугари. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Црвенковски ова што кажува не е 5 до 12, него 12,5 сат. Кој сарказам? Црвенковски и овој, како се вика, Љупчо Ѓоргиевски, од премиери и политичари станаа бизнисмени и градат згради. Толку да знае народот. Љупчо гради згради овдека, а Бранко Црвенковски во Белград, таму во Србија. Значи станаа бизнисмени, милионери. И сега, ако пухне балонот, они и сите овие други политичари до сега што се офајдија, продавајќи ги интересите на Македонија и на овој народ, осиромашувајќи и крадејќи го, сите ќе избегаат и ќе живеат како лордови, имаат пари за 10 животи. Бранко Црвенковски не сака да каже дека направи приватизација во која што 10 души станаа богаташи и бизнисмени, најголеми што се вика во Европа, милионери, со пари на народот. Фактички ги приватизираа фирмите што не беа нивни без пари. Не сака да каже дека Охридскиот договор он го потпиша лично, после кој со браќата албанци он имаат повеќе права од македонците. И едноставно кажано, сите овие сега што кажуваат, едноставно сите политичари овие 30 години заборавија да кажат дека играва како што им свират амбасадорите америчкиот, францускиот, англискиот и германскиот. Стоева мирно, све што ќе им наредат исполнуваа. И сите тие договори беа уцени против интересите на македонскиот народ за уништување на идентитетот. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Темата е одлична. Благодарам. Ја би разговарал, би говорил нешто за Бранко Црвенковски. Ајде, повелете. Бранко Црвенковски вчера ја кажа вистината. Тоа што мислат 90% у Македонија. Сега народот вика вистината боли. И сега тоа вие што се засегнати ги боли. А и ја да ви кажам моје мислење. Бранко Црвенковски тоа го кажа вчера највише за да го спаси СДС. Пошто јас знам колку Бранко го сака СДС. Он си го рачуна, нели он каже една што мој ген, моје дете, ово, она. И сега кога гледа ова, он вика ова не е СДС. Дека он кога ги гледа у прв ред Заев и овие сега што се СДС, у втор ред кога го гледа Љупчо Ѓоргиевски, Љубе Бошковски, порано беше Ден Дончев и тие Ване Цветанов, у трет ред Чауш, Мауш, ова директ вика ова не е тој СДС, ја што го знам, а и тоа е точно. СДС беше Кирил Лигоров, СДС беше Бранко Црвенковски, не беа Љупчо Ѓоргиевски, па Љупчо Ѓоргиевски е у коалиција заедно на останати себе. Најубавите дуели, најголемите дуели у Македонија беа измеѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓоргиевски. И сега се смени. Љупчо Ѓоргиевски од Патриоти отиде не знам каде, а Бранко ја брани Македонија. А Бранко е тоа го брани СДС, да знаете. И за тоа ми е малце чудно ова вчера тоа беше уману. Тоа е на наша институција на највисоко ниво. Тамо се професори, најголемите умови. Доаѓаат тројца председатели. Наши, бивши, немаме ние друго. Тоа е најдоброто од Македонија. Не сум ја или било кој друг. И сега некои си ова почнуваат со навреди денеска на вашата телевизија са вајле еден аналитичар квази вика кукла и марионета за Пендаровски. Дека го слушал на Бранко Црвенковски. Срамота. Срамота. Треба да се почит према председателите. Така. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете.
Поздрав до почитуваниот водител. Благодарам, поздрав. Во однос на темава што е поставена, можем да кажем дека е супер и најактуелна тема. Благодарам. Да биде што ние посакуваме гледачите. Но веднаш да кажеме дека вчерашно на председателиве, мислам кога велам нивното, ме разбираат луѓето на што зборувам. Нивното вчерашно интервју, не знам, некако беше извештачено некој така натам. Човек кој што бил 18 години, од 1992 до 2010 на чело во државата, дали премиер, дали позади премиер или председател, премиер па пак председател и така натам, да го каже она, што го кажа за неговата матична партија. Ја не го сметам за човек. Нема тој ништо човечко во него. Апсолутно. Тоа видиме начисто. Кој како сака нека го смета. Јас сум толку длабоко во душава, во дното на мојата душа сум верувал во него. Она што го слушнав, не верував дека е тој, дека е Бранко. Но тоа е тоа. Воза оди и понатаму. И со Бранко и без Бранко продолжува понатаму. За Иванов и останатите, јасно ми беше, за Иванов сум научен во неговиот стил, да го слушам, а за Пендаровски можем да речем дека сосема коректно човекот се изјасни и нема многу што да му замеруваме во однос на актуелните состави кои што се кајнат во Северна Македонија. Но сепак треба да мислат како поранешни највисоки функционери на она што го зборуваат. Да го пречвакаат еднаш, па потоа да го кажат. Многу поздрав, поддршка, се најдобро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Го слушнав, поготово на Бранков, ова излагањето. Добри му беа критиките, не беа лоши. Преспанскиот договор фактички тој го прифати. Рече првен дека направен е некој договор, меѓутоа сепак не рече нешто многу лошо за него, рече дека е горе-долу, значи прифатив, освен со бугарите, договорот кој јас право да ти кажем и него знам точно што е договорено со бугарите, меѓутоа, не е важен, тие не газат моментално, тие водат, што се вели зборо, предначат и на некој начин, некој работи ни зависат од нив. Меѓутоа не се само тие, тука и Европа. Тие се во Европска унија. Ѓорѓе Иванов. Ништо. Тој си беше, го знаеме што беше. Беше на 2 пати, значи избран од Груевски. Му беше марионета на Груевски. Груевски играше со него како што сака. Да мисли на Бранко направи една аболиција, ама Ѓорѓе Иванов направи 54-5 тама. Колку беа? Па сетнем некој свика, човече, шо преш, како преш, едно друго, па ајде повлекување едно. Ама тој сепак ги направи аболиција. Значи, правеше грешка и тоа огромна грешка правеше. Тоа сите што беа, што се вели збора на некој начин за одстрел, тој ги аболицира. Јас ми се чини дека дуелот како дуел, го помина, Бранко беше малце пооштар од што треба да биде, мада можеше да се замеша во власта известно време. Така. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав. Видите, према мене, Иванов и Црвенковски се македонци, може би и правеле грешки, имале мани, но се македонци. Заев не е Македонија. Тоа е разликата. Второ, Иванов и Црвенковски се високо квалитетни интелектуалци. Заев е локален преварант. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете. Добар ден. Имаме господин Огнен. Да, повелете, ве слушам. Поздрав, днес сме се слушнале, може подолго време.
Еве и поздрав до сите слушатели и гледачи на вашата телевизија. Благодарам. Јас на кратко, бидејќи малку е време, кратко, имам многу да зборувам, прво ќе кажам за Иванов. Иванов, господин професор таму, преспа првите 4 години, 100% ги преспа, вторите малку почна при крајот да зборува, чисто тоа што ќе му кажеше бегалецот во Унгарија. Значи, апсолутно не гледам во него никаков квалитет како председател. Јас лично моето мислење го имам, а и многу околу мене го има во тоа моје мислење. Значи, немаше квалитет, немаше идеи, немаше ништо. Црвенковски, знаете дека со Љупчо, кога беа и на дуети одеа, Црвенковски беше едно време, еве ќе му кажам јасно, дека беше другаш. И пиеше и виски, значи грам кокаин и виски. Така да човекот малку после дрогата, ми кажувале другаши, ја не сум пиел, сум бил во странство и така да човекот после дрогата има некои промени во мозокот, значи тоа се клетки, мозочни клетки, така да и се суши некако. Дали мозокот се суши не е важно, човекот... Добре, ве молам сега да не правиме бабини муабети, да се задржиме до политичките критики. И прво ќе кажам, ама не вредам никој, тоа вистината, господине. Да, ма во ред, сега тоа е, мислам, многу трачарски е муабетот. Се сушел мозокот, дрогаш, едно друго, како начешма да сме застанати, господине. Ама не е во социјалдемократ... Да ме слушне, во социјалдемократскиот сојуз тој не е ништо. Господине. Не, во ред, за тоа може да разговараме, само да не биде чешмарски муабетот. Во социјалдемократскиот сојуз тој е избркан, више не е ништо. Затоа што преварант е, сликан беше со Кристијан Мицкоски на прошлите избори. И актуелната... Така. Добро, благодарам за јавувањето. Значи, да не правиме чешмарски муабети, да се задржиме на едно ниво, кое што сепак доликува на возрастни луѓе и на овој термин на телевизија. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Мислам дека е позитивно да се слушне мислењето на бившите преседатели, пошто сепак тие се едни од основачите на нова Македонија, држава. И мислам дека имаат право да ви кажуваат своите мислења. Сега вака би се задржал кратко на една македонска поговорка. Се што било поминало, ама по мене се што било не е поминато. Така да и тие двајца, тројца да размислат дека и во нивното време тоа што било не е поминато. Дека и кај нив имало проблеми. Црвенковски беше со Буш, денеска го видов на телевизија прв пат после 5 години, ко Миодраг Петковиќ Каља ми личеше, не е битно то. Вака викам, зошто тој не го реши проблемот со Буш кога беше? Иванов е солиден човек, меѓутоа и тој беше во некој чекич и наковална, што викаат србите. Така да, дај да размислиме, сега имаме позиција-опозиција. Тие се во моментов кој располагаат со иднината на Македонија. Јас не сум ни за едните, ни за другите, меѓутоа ги поштовам. И бившите преседатели треба да делуваат позитивно за иднината на Македонија, да укажуваат дека некои одлуки, дали биле преспанскиот, дали проблемот бугарски, сепак мора да го решаваат и позицијата и опозицијата за иднината на македонскиот народ. Значи, моето мислење е нека размислат кога разговараат и тие што правеле во бившото. Иднината... Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Бошко К на Фейсбук ни пишува и вели најголемиот кривец за мене е маршалот што ни даде држава, јазик и од Коминтерната што ги донесе коските од Гоцета, цела историја тој ни ја направи. Фала му, ни била, ни ќе биди, за жал, поздрав, другар, чао, фала му за се. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав, 24 телевизија. Благодарам, повелете. Република Македонија, Никош Северна. И од 2006 година, да, од 2006 година емисијата на демократи имаше, владењето не вам да повори.
Ги поздравувам председателите, излагањето, не се менеше устав, бране ги државните закони и поготово највеќе исто за Георги Иванов, устав се конеше и го одбрани. Значи, овој нелегитимен председател и легитимен, да речеме, премиер, се прикриваше и се договара, ете не, сега ништо себе стои, се излева на површина, се нацијата продава. Да тргува како да него од Муртино. Економски ништо направи, дури и слободата ја продава. И сега сака преко да речеме гарганите, сака да направи дека ништо не е учинал и сака да направи капитулација, превидејќи ВМРО не му дава капитулација. Добро. Имате ли нешто да кажете за Црвенковски и за Иванов? Господине, ве замолувам, имате жолт картон, 2 недели да не ни се јавувате во оваа емисија, затоа што никогаш не ја почитувате темата и во оној момент кога ќе ви посочам дека не ја почитувате темата, вие се исклучувате. Тоа се нарекува класична злоупотреба на она што ви е дадено како можност да го коментирате. Ако немате што да кажете за темата, не јавувајте се и оставете ги останатите кои што имаат што да кажат. Вашите партиски соопштенија да си ги чувате, господине, за подома да си ги разговарате, а не да ја злоупотребувате оваа емисија за партиски памфлети, читајки ги и при тоа не обрнувајќи внимание што е тема на оваа емисија. Срамота е. Возрасен човек сте, се надевам ќе ме разберете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Јас зборувам вака. Ајде. Иванов и Црвенковски. Зошто не се јавија пред време, него сега се јавуваат токму за изборите? И јас мислам дека тие се платеници на некого за да го срушат заед. Толку повеќе не можем да коментирам за тоа. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој студент на линија? Добар ден. Добар ден. Толку режија? Имаме сега кампањи изборни со спотови. Заборавив. Добро, ви благодарам за коментарите, за јавувањата. Останете со Телевизија 24, во продолжение следува Дневникот во 17 часот, а вечер пак по вестите во 20 часот продолжува дебатата на кандидатите за градоначалници и градоначалнички на град Скопје и она што беше започнато вчера. Пријатно од мене.